Почитувани љубители на културата, уметноста и литературата, добре дојдовте во емисијата Астрорум. Многу се радувам што со оваа дигитална технологија, иако многумина ја сметаат за нужно зло во пандемиските услови, нам ни дозволува да премостуваме многу големи дестинации. Така што можеме да разговараме со врвни уметници кои што живеат надвор од границите на нашата земја. Токму таков ќе биде и овој разговор. Имам чест и задоволство да разговарам со нашиот контрабасист Ѓорги Цинциевски, кој што веќе долго години живее на Малта. Јас ќе му посакам добре дојде на Ѓорги. Ѓорги, добре дојдовте во Астрорум. Благодарам на поканата, Бранка. Долго време размислуваме да направиме разговор. Вие постојано ни нудите поводи, бидејќи не сте само изведувач на контрабас, туку многу поактивно сте сега вклучени во компонирањето, односно адаптации и проширување на репертоарот за овој инструмент кој што долго години важеше за некој кој што е ригиден и за кој што нема толку литература, неподвижен во однос на виолината и така натаму. Кажете ми, од кога сте на Малта и што беше причината да заминете од Македонија? На Малта сум веќе скоро 10 години, 11 година сега е во тек. Заминувањето од Македонија едноставно по средношколските денови заминав на студии во Англија, во Манчестер. Меѓутоа се трудам колку што можам да бидам во контакт со музиката, со културата, со слушувањата во Македонија. Секако нормално со својата фамилија сум во константен контакт, иако заминав на своји 18 години од Македонија. Јас сите мои соговорници се обидувам да ги вратам колку што е можно подалеку во сеќавањата, односно како дојде да се занимавате со музика. Дали тоа беше некој логичен след на околностите, дали некој во вашето семејство се занимаваше со музика или едноставно се инфициравте на некој друг начин? Интересна е таа приказна, значи од моето семејство никој не е музичар или се бави со било каква уметност. На времето дедо ми имаше две гитари дома ми текно, едната црвена и едната бела. И како дете тие ми беа да речам, моја најдрага играчка, ми ги даваше и мислам ги кршев буквално гитарите. Лупав по нив и после ми даде акустична гитара дедо ми. И ме научи два акорда ми текнува, значи Дедор и Адор. И ми викаше научи ги овие акорди и ми учеше некои далматински стари песни и викаше, значи сега си млад, кога ќе идеш на плажа, па да видиш како е тоа забавно со гитарата. И буквално со денови ги свирав тие два акорда Дедор и Адор и моите полудуваа, значи полудуваа дома. И среќна околност, мој прв комшија, сега починат, Владимир Коробар, новинар и голем љубител на уметноста, во разговор со моите родители, им рече детево, значи ќе ве побудале вака, значи дома со овие два акорда ностоп по цели денови, дајте го да учи музика. Моите нема, значи никаков контакт воопшто со музиката и буквално ме зема под ракетичко владо и отидовме во мандолинскиот оркестар. Таму беа моите почетоци, ме запозна со маестро Рамадан Шукри и почнам да учам гитара таму, да свирам и за прв пат, значи,
се случи да запознав што значи групно музицирање, да другарства кои до ден денеска се уште се многу јаки и сите тие доживувања што ги имаше таму. И едноставно имав желба да продолжам да учам музика. Меѓутоа не ќе да учам гитара. Доста ми беше од гитарата. И еден виновник до ден денес, мој многу добар пријател, челист во Македонската филхармонија и солиста, Драган Гоневски, тој исто свираше гитара во Мандолинскиот оркестар. Ми рече: Ѓорги, тебе ќе те биде дете, значи зашто не земеш да учиш музика? И не знаев што инструмент да одлучам. Не ќе гитара повеќе да учам. И ми текнува однесе на опера за прв пат во мојот живот, Травијата. Ми текнува како ден денес. И ме седна во публика и рече: Ѓорги, ова се инструментите кои што можеш да ги учиш. И контрабасот тогаш ми беше така, не знам, најголем предизвик некако. Ми се виде голем и убав, така прекрасен, со тие ниски фреквенции. И реков: јас ќе свирам контрабас. Кога дојдов дома после таа опера, кога им кажав на моите дека сакам да пробам да се запишам на контрабас, мислам, не знам, здрави живи се те денеска, ама мислам дека срце ги стекна во тој момент. Како и да е, се запишав по средното музичко училиште, по класата на Благој Маротов, и после тоа се продолжи, значи, убаво со контрабасот понатака. Многу искрена, изворна желба и остварена. Јас се надевам дека вашите родители не зажалија, односно ги убедивте дека го направивте вистинскиот избор со оглед на тоа дека сте успешен на професионалната сцена. И поредот на нештата сега ќе ве прашам како се случи заменувањето надвор од Македонија. Знаеме дека сите уметници сонуваат да се здобијат со нови знаења, да видат што тоа се случува во развиениот свет и така натаму. Како следеше? Не е едноставно да се одбере добра школа, не секаде се задоволителни условите и највисоки. Како течеше натаму вашиот образовен пат? Искрено, беше тоа стварно сплет на многу среќни околности. Ги спомнавте моите родители, тие од првин така, значи, беа чудоневидени дека го одбрав контрабасот, меѓутоа тие беа и се уште се моја најголема подкрепа во све што правам. Така беше и за моите студии. Многу случајно, спонтано да отидов туристички во Англија и реков да пробам, значи нема ништо да се изгуби, да се проба, и имав аплицирано на чисто апликација во колеџите таму. И првата моја аудиција беше во Кралскиот колеџ во Манчестер, и веднаш по аудицијата ми понудија да останам таму на нивна стипендија, каде што ги завршив своите додипломски и постдипломски студии. И после тоа останав како асистент на мојот професор Худец. Сето тоа искрено беше многу среќна околност. Имав среќа да се запишам во тој колеџ со фантастичен професор, да ги завршам своите студии како професор од Худец. Тоа би било најпросто објаснување, дека искрено среќни околности. Знаеме дека Велика Британија е еден вид на музичка мека, не во смисла толку на класичната музика, иако секако и таму знаеме Британи, кои се не Ралф фон Вилијамс за гудачите, но како решивте да замените Британија со Малта, да кажеме средина која што нуди екзотични, одлични услови за живот, но во музичка смисла е, да речеме, индиспонирана во однос на една Велика Британија или Германија или другите развиени средини? Патот до Малта не беше баш директен. Јас ги завршив своите студии, како што реков, после тоа работев како асистент на Кралскиот колеџ по контрабас, асистент професор, па потоа живеев во Виена, во радиосимфонискиот оркестар, работев како практикант, а паралелно предавав во Манчестер, така да тоа беше малце така невообичаен период од мојот живот, каде што на неделна основа прилетував да предавам и да свирам во оркестарот.
И потоа дојде првото мое официјално запослување во Латвија, беше моето прво запослување како водач шеф контрабас во Лепаја симфонискиот оркестар. Меѓутоа ете така, јас сум малце немирен дух, може да се каже, потоа продолжив во Малмо, таму работев во Малмо симфони оркестар. И едноставно Малта искочи како предизвик. И не знаев баш многу за Малта кога дојдов тука. Дојдов, направив аудиција за водач, шеф на контрабасите. И што повеќе ја запознавав Малта, тоа повеќе почувствував дека е убаво место каде што може да се остане, да се живее, бидејќи иако реално многу малецка, и да, може би инфериорна во оглед на Британија, како што рековте, сепак има многу случувања тука освен врските со Малтешката филхармонија, има нуди можности за соло проекти, за разни концерти, за камерна музика. Искрено има многу културни случувања, не само за музика, за секаков вид на култура. Кажете ми, колку ја држите врската со Македонија? Дали овој македонски синдром е вистина синдром што ние ретко ги каниме нашите уметници да дојдат да покажат, колку во меѓувреме се развиле, колку имате шанси за гостување во македонските оркестри, на македонските сцени, во текот на сите овие изминати години, колку што престојувате надвор, доминантно? Па, да бидам искрен, тоа беше периодот за да ме поканат да свирам во Македонија. Тоа се случи пред 2 години. Имав огромна чест, еден од најемотивните концерти кои што сум ги одсвирал, да свирам за прв пат со Македонската филхармонија и маестро Табаков, да го одсвирам неговиот концерт за контрабас, кој што е и ретко изведуван и предизвик како дело. Навистина емотивен концерт. За прв, мислам, публиката за прв пат во Македонија одсвирав и бе вратен 2 пати на бис. Искрено, огромно искуство, но освен мислам, тоа беше моје прво гостување во Македонија. Многу ми е драго што се уште останавме во контакт со Македонската филхармонија и разговараме за некои идни проекти. Бев поканет на минатогодишното Охридско лето и многу ми е жал што не можев да дојдам, бидејќи бев спречен од авторитетите во Малта, да едноставно не ми дозволуваа да патувам заради ковид пандемијата. Меѓутоа се надевам дека оваа година ќе се случи таа соработка со Охридско лето. Тоа е со да речеме институциите во нашата држава, но покрај тоа со одредени колеги индивидуалци сум во секојдневен контакт со некој од нив. Соработувам, еве конкретно ќе напоменам соработката со професор Дамјан Темков, кој што веќе имам изведувано 3 негови дела. Team Dance, кој што беше изведувано на фестивал за модерна музика во Бека во Малта. Во Пекинг изведував неговата Пастрпка. Тоа е дело за оригинално кој го има запишано за пијано, меѓутоа самиот тој направи транскрипција за контрабас, беше одлично примена во Пекинг. И сега најновото издание, за кое што ќе ви кажам наскоро, кој со публикацијата со Хофмајстер, која планираме да искочи во крај на мај. Многу интересна етапа од вашиот живот е компонирањето и самите компонирате и адаптирате композиции. Всушност така почна обидите за компонирање, за проширување на репертарот, за контрабасот како солистички инструмент. Од кога почувствувавте дека имате повеќе да дадете отколку само да изведувате туѓи дела? Практично ваши дела излегоа во видни публикации, значи не станува збор за кој било. Кажете ни малку за тој дел од вашата работа. Искрено, од секогаш
бев фасциниран од композиција, уште во средношколските денови имав неколку часови со професор Тома Манчев, кој што ми даде некакви совети во врска со тој. Уште тогаш ми викаше: Ѓорги, многу е тешко, или треба да бидеш композитор, или треба да бидеш контрабасист, или да најдеш некаков компромис. Тој компромис долго време искрено го барав, дури во Манчестер на моите постдипломски студии, како еден од одбирните предмети го одбрав композиција. Чисто сакав, што се вика, да го научам занаетот. Не би рекол дека сум композитор. Меѓутоа, тоа што ме исполнува е да ги истражувам можностите на контрабасот, бидејќи многу луѓе го сметаат контрабасот за инструмент со длабок тон, со перкусивен инструмент кој е таму само за да речам поддржува ансамбл или нели нормално дека е хармонски инструмент. Меѓутоа, пред се контрабасот е мелодиски инструмент, и мене искрено ме возбудува да ги истражувам можностите технички и музички и експресивни на контрабасот. Така да за прв пат се осмелив да уште во факултетските денови да правам транскрипции, бидејќи почувствував потреба за, да речам, малку различен материјал да се отсвери, бидејќи нели познатите Ботезини, Кусевицки, тоа се фантастични дела, и навистина потребно е секој контрабасист да ги има отсвирено. Меѓутоа едноставно сакав да ја проширам палетата и започнав со неколку неуспешни обиди. Меѓутоа, за прва моја транскрипција која што беше успешна беше елегијата од Рахманинов за пијано, која направив за контрабас и клавир. Тоа беше во студентски денови, после тоа како да го имав помалку заборавено тој дел. И се случи во Малта пред 6 години. Сосема чисто од разговор произлезе целата работа. После концерт бевме да го слушаме Голберг вариациите. И од секогаш, од Бах и секогаш, музиката на Бах некако јас, и кога ја слушам, без разлика на кој инструмент се изведува, ја чувствувам како да е насликана во неколку димензии. Секој глас има своја боја, и тогаш ми дојде идејата зашто да не пробам да ја направам транскрипција од комплетните Голберг вариации. Инструментариумот кој го одбрав нормално контрабасот, логиката беше дека тие се едни од ретките вариации запишани во историјава на музиката, каде што главната тема е во хармонијата, во басот. Вариациите на тоа се основаат. И од тука ми дојде идејата да тоа го развијам, истражував некое време и ја запишав целата транскрипција за виолина, виола и контрабас, која што успешно беше изведена тука на барокниот фестивал во Валета, и потоа има интерес повеќе издавачки куќи за тоа дело, за таа транскрипција, и одлучив за Хофмајстер, со кој што ден денес соработуваме интензивно. После тоа следува голем број на други транскрипции. Многу интересно. Ова значи дека сте активни и во камерното музицирање. Кажете ми, како се човек кога постигнува и кога освојува различни сфери, се истражува себе си, што е следно? Вие и подучувате. Знам дека се занимавате и со педагогија, и претходно сте имали искуство и самите кажавте. Како ја замислувате вашата кариера? Можно ли е цело време да се оди по неколку колосеци, или човекот се развива па да се пренасочува во некој од тие? Па мислам дека очигледно можно е да се оди по неколку колосеци. Јас ме исполнувам многу педагошката дејност. Предавам во Малта, имам своја класа, меѓутоа и по светот имам држано разни семинари, воркшопови. Ме исполнува тој дел. Мислам дека е убаво да се сподели едно мислење на младите генерации, да се сподели начин на размислување, ако ништо друго, кон музиката.
Не е секогаш лесно, бидејќи се одзема време, нели, и предавањата, запишувањето на транскрипции, обидот за компонирање, самото свирење, вежбање и моите секојдневни обврски со Малтешката филхармонија, така да одзема многу време. Да, меѓутоа изводливо. А кажете ми, дали, вака, сигурно знаете глобалната состојба со музиката, многу од музичарите се жалат дека се исцрпени сите можности, дека веќе од експериментирањето што почна во 20-тиот век, во 21-виот век почнаа луѓето да се враќаат и на мелодијата. Вие сте про или контра мелодија, свирите современо творештво, бидејќи самите кажавте, еве само од Дамјан Темков имате изведувано 3 дела и сигурно и други дела од современи композитори. Што мислите, дали музиката треба да не загрижува каде оди, дали светов малку се изгуби, па зад завесата музика ни се случуваат и многу други нешта што тешко дека можат да се квалификуваат како музика. Можете ли вака да ни кажете чисто ваше мислење, како вие сте насочени? Модерната музика јас многу ја почитувам, многу ја сакам и соработувам покрај со Дамјан е еден од композиторите во Македонија, меѓутоа со многу други композитори околу широм светот. Конкретно пред колку беше 4 години мислам, направив рецитал во Малта, каде што едноставно им понудив на млади композитори или постари композитори кои што имаат желба да напишат нешто ново за контрабас. И значи на сите една реченица им реков: ќе отсвирам колку и да е тешко, што и да е, значи само немој да пишувате да си го кршам инструмент. Значи јас мојата тина многу си ја сакам и сакам, значи, модерна музика, меѓутоа седо тоа да не е премногу екстремно, каде што ја разбирам, значи, тој начин на да речам на израз со разни ефекти. Меѓутоа не би се нарекол себе си да речам до толку експериментален тип кој што би сакал да на тој начин да приоѓа на музиката. Мислам дека модерната сега живееме во време каде што апсолутно се е дозволено да се пишува. Мислам, имаме денешни композитори кои што пишуваат во стилот на Моцарт, апсолутно консонантно. Имаме композитори кои што се инспирирани од светска, да речам, world music или од фолк музиката. Некои кои што тоа научно на некој начин пристапуваат на композицијата и сето тоа држи. Значи се додека секој дело, се додека има логика во него, јас апсолутно сум спремен да му пристапам, да го сватам сериозно и да работам на него. Значи јас сакам ја почитувам модерната музика и не мислам дека значи е толку страшна како што голем број на колеги околу светот, верувајте, значи имаат мала фобија кон таа нова музика. Јас тоа гледам како едноставно начин на израз и толкување на мислите на современи композитори, мислители и така да тоа го почитувам и се трудам да го направам најдобро што можам. Љубител сте и на македонскиот фолклорен музички идиом, со самото тоа што направивте навистина маестрална изведба и аранжман на капричото на професорот Драган Шуплевски, но не ме чуди, тоа беше на репертоарот на мандолинскиот оркестар. Предпоставам дека таа љубов потекнува од таму. Тоа е еден миньон кој што е навистина постојано на репертоарот на различни ансамбли, што ја потврдува и вредноста на композицијата. Што друго имате вака како желба во слободно време? Во што уживате? Во чија туѓа музика уживате? А да не ви е предизвик да ја обработите или да ја изведувате? И што сакате да гледате, да читате, зашто комплексна работа е да се биде музичар. Музичарите се хранат од различни страни.
Апсолутно, да, се согласувам. Пред се за капричото го напоменавте. Да, од таму потекнува желбата за тоа дело. Јас тоа, можеби малку емотивно од моја страна имам пристапено кон тоа дело, едно од моите омилени македонски дела, од професор Капричо број 1 од професор Драган Шуплевски. Израснав со тоа дело во мандолинскиот оркестар и бев убеден дека е одсврливо на контрабас. Многу луѓе, колеги, професори, виолинисти ми велеа Ѓорги не, дали тоа не е возможно. И ги имав нотите долго време. И за оркестарските ноти и за верзијата за пијано и виолина, и откога почна оваа пандемија сега едноставно има време на претек. И тоа беше еден стара мисла, стар проект кој што реков сега треба да седнам да работам на тоа. И да, ја направив таа транскрипција, многу сум среќен што е успешна. Како што напоменав, ете сега ќе го кажам тоа, дека идниот месец треба да искочи за прв пат да искочи од Хофмајстер издадено 4 македонски дела за соло контрабас. Тоа се делата Тешкото од професор Дамјан Темков, дело кое што го напиша за мене, потоа јас лично за прв пат, како композитор, пробав едно од моите омилени македонски песни, Борсадила Мома Евгенија, ја обработив и како тема и варијации. Потоа направив транскрипција за соло контрабас од Пајдушкото Оро, и како завршно дело ќе биде Капричото. Тие 4 дела, Капричото од професорот Чуплевски, тие 4 дела ќе бидат издадени. И интересно е што делата може да се освират индивидуално, а заедно формираат на многу интересна и симпатична како суита. Се надевам дека младите генерации од Македонија контрабасисти ќе можат да уживаат во овие дела кога ќе ги изучуваат. Ѓорги, ова време пандемиско не е лесно за сите музичари, меѓутоа вие работите во различни делови од светот, состојбите се разликуваат во нијанси, но сепак е глобален проблемот. Верувам дека не е едноставно, но јас ќе ве прашам кои ви се идните планови, па макар и на ниво на идеја. Вие ни откривте сега за овие 4 дела, меѓутоа што планирате натаму? Дали имате нека желба за представување пред некоја публика и како е да се биде музичар? Дали во денешно време се очекува од музичарите да бидат и менаџери и лични промотори и се во едно? Дали контактирате, соработувате со агенти, агенции, како е да се биде и соло музичар во овој свет во кој што конкуренцијата не е навистина мала, особено што азискиот дел од светот граби напред и веќе тежиштето не е само во Европа. Точно, да, се согласувам со тоа. Мислам дека да, музичарите денес ние сме, да речем, и агенти, и изведувачи, и организатори, и од се по нешто. Природата на мојот инструмент пред се, контрабасот, не е толку познат како солистички инструмент, за да, значи, соработувам со некакви агенции или слично, така да сите проекти кои што работам на нив се лично, мислам, ги организирам. Тешка беше апсолутно годинава што измина во време на пандемија. Меѓутоа се случија и убави проекти, што туку пред непол месец тука во Малта ги отсверив комплетните виола да гамба сонати од Јохан Себастијан Бах со одличен пијаниста од Малта Франсиска Милери. Се посветив на пишување, на транскрипции, на дополнување, на вежбање и така натаму. Не е лесно во ова време, точно дека конкуренцијата е голема.
Што конкретно го спомнавте азискиот дел, значи точно имав чест таму веќе 4 години поред држев предавања во Централниот конзерваториум во Пекинг и рецитали на вистина. Младите генерации од таму се на презавидно ниво во споредба со европјаните. Меѓутоа не би сакал така да ги класифицирам работите, бидејќи не знам, секој еден музичар, уметник, без разлика од каде, има своји квалитети кои што доколку знае да ги негува, да ги надоградува, со време сето тоа се доаѓа до израз без разлика дали е тоа на некое почетно ниво, на средно или на високо виртуозно ниво. Така да се додека се најде еден уметник во таа комфорт зон каде што може да твори и да работи, мислам дека апсолутно има простор за сите. За сите има место под сонцето. Мене од режијата ми сигнализира дека минутите за овој разговор ни поминале. Мене ми поминаа навистина брзо, затоа што дознав многу нови моменти за вас, а мислев дека знам се, следејќи ја вашата кариера со посредство на социјалните медиуми. За среќа постои дигиталната технологија, па сепак можеме да бидеме поблиску и до нашите музичари кои што делуваат во светот. Јас да ви посакам сите зацртани планови да ги остварите, да не чекаме толку години колку што чекавме за првото представување со Македонската филхармонија и да ве видиме повторно на нашата сцена, на задоволство на сите. И кога ќе дојдете во Македонија, ви следува една книга, подарок од продукцијата на Арс Ламина. Во книжарниците на литература.мк ќе можете да одберете, има голем избор. Не знам што сакате да читате, можете цела едиција на Кундера, на Петра Андреевски, музички биографии и така натаму, и така натаму. Ѓорги, јас ви благодарам за овој разговор и одвоеното време. Благодарам на поканата, Бранко, уште еднаш ми беше чест. И за крај, ќе ве замолам да ни го отсвирите Капричето од Шуплевски. Во ред.
Thank